Со свечена седница и доделување на двете значајни награди од страна на општината заврши активностите за одбележување на празникот на градот Петровден. Председавачот на Советот и градоначалникот Димитровски свечено им доделија постхумно награда за животно дело на Стево Теодосиевски и награда за значајни остварувања за развојот на општина Кочани на женскиот фудбалски клуб Кочани. Наградата за животно дело на Стево Теодосиевски ја прими неговата сопруга Есма Реджепова Теодосиевска, која упати голема благодарност до општината и комисијата за донесената одлука. Ја морам да кажам благодарам на Кочани, на Петар и Параскева, што ми го родија Стево Теодосиевски и јас да го добијам ко најголемата среќа, моја и најголемата лутија која добив. Това е Стево што го запознав као дете и кој ми пружил рака на 47 деца кои сакаа да станат уметници, а и кои нема услови. Ги чувавме во нашиот дом ко своји деца. Тренерот на ЖФК Кочани Оливер Јовановски го прими признанието од општината за награда за значајни остварувања за развојот на општината. Во името на женскиот фудбалски клуб Кочани, во името на управата, стручниот штаб и председна девојчињата, јавно да ви се заблагодарам за окажаната чест оваа година женскиот фудбалски клуб Кочани да биде дел од наградените на овој голем христијански и општински празник Петровден. Градоначалникот Димитровски рече дека огромно задоволство му представува токму тој да ги додели овие награди. На овој ден користиме прилика да ги наградиме оние кои што се заслужни за градот Кочани, значи кои што направиле белек во историјата на Кочани, Кочани го прославиле пошироко, а во исто време и оние кои што во минатиот период, во минатата година го тековно постигнале некои резултати со кои што се гордее Кочани и кочанчани. Така да денешната седница беше еден убав момент да си го честитаме меѓу себе празникот и да ги прославиме таквите оние наши кочанчани кои што го прославија Кочани. Признание добија и учениците од основните и средните училишта од општина Кочани за остварени успеси и представување на државни и меѓународни надпревари. Одбележувањето на овој голем празник заврши со свечен коктел во ресторанот Софра.